Бев сведок на едно јавување на ќерка на мој пријател, бевме заедно, му се јави со плачење, тато побрзо земиме, ќе експлодира бомбата. Јас се плашам во овие моменти сега, кога веќе имаме толку лажни дојави, дека сето тоа ќе премине во баналност. И секогаш ќе се оди на солуција помала бројка на луѓе да се пушти, затоа што реално немаме толкав капацитет тоа да го направиме во одреден временски период, така да ќе мора таа баналност да се тргне настрана. Нема правило дека од многу дојави на крајот една нема да биде и реална. И јас се плашам токму од тоа. И да има од повеќе полициски службеници, нема да има проблем. Проблемот ако имаме помалку, а најчесто ги имаме помалку затоа што распоредени на повеќе локации не можеме, треба да одговориме на сите повици, меѓутоа за жал не може да се престигне. Оно што е многу битно е заштитната опрема кај вработените. За жал, недостасува истата, затоа што колегите, на самите колеги им требаат, имаме посебни одела кои што треба да ги носат, тоа се посебни тешки одела кои што се купуваат и се доста скапи, составени од материјал кој што е непробоен и до одредена јачина на самото експлозивно полнење можат да го заштитат оној кој што ја користи истата. Понатаму имаме различни типови на сензори кои што препознаваат присуство на нешто што во светот имаме премногу опрема која што ја користат ваквите антитерористички и контратерористички единици и кои што секогаш со себе ја носат, па посебни роботи се измислени зошто? Затоа што секогаш се цени човечкиот потенцијал. Кај нив се вели, подобро е да изгубиме техника, таа можеме да ја купиме, меѓутоа човек не можеме. Од МВР објаснија како изгледа постапката по дојава за бомба. По добиената пријава, полициските службеници во најкраток можен рок пристигнуваат на пријавената локација. Време траењето на проверките зависи од големината и комплексноста на објектот кој се проверува како и од други фактори. Кога има пријави од повеќе училишта во исто време, се врши безбедносна проценка и согласно тоа се изготвува план по кој редослед ќе се вршат проверките. По добиеното известување дека постои пријава за поставена експлозивна направа, веднаш се врши евакуација на објектите, се обезбедува безбедносен периметар, се настапува со проверка на блиската околина на објектите, проверка со користење на службени кучиња, специјализирани за откривање на експлозиви на околината и на внатрешноста на објектите. Сите понатамошни постапки се спроведуваат согласно утврден протокол за антитерористичка проверка. Дека се користат соодветно обучени кучиња, да, меѓутоа и нивниот број е ограничен. Кај нас тие се обучени, но и нивната ефективна работа не може да биде повеќе од неколку сати. Иако ние и неколку сати ги користиме и повеќе, односно, меѓутоа верувајте дека ефективниот начин на кој што тие може да откријат е изразен во минути. Во најголем дел ние во науката ги класифицираме во неколку елементи. Тоа е прво и основно да се добие еден впечаток кај граѓаните дека ништо не функционира и дека губат тие било каква доверба во самите институции, што реално и се случува. Понатаму, вториот елемент е да евентуално се направи дезорганизација во самите организациони структури, односно еве да кажеме во полицијата, затоа што не може да се престигни и сега ќе мора да се прават одредени алоцирање на средства. Втората работа е наметнување на една психоза кај дечињата. Таа психоза, верувајте дека е многу тешка. Примарната цел е да се наметне една психоза на цело општество, на немоќ. Ние практично да кажеме дека сме немоќни, а тој дел не оптоварува сите нас.